Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование во основното училиште Јосип Брз Тито од Валандово. И веќе знаете дека создаваме една наша историска училница во која се обидуваме на учениците од основното образование да им помогнеме да совладаат дел од наставната содржина. Па така, денеска, како што гледате, ќе се обидеме на учениците од 7 оделение да им помогнеме да совладаат дел од материјалот. Па така, денеска, ќе зборуваме за потпаѓањето на балканските земји под османлиска власт. Ќе видиме како и на кој начин балканските земји ќе бидат освоени од страна на турците османли. Веќе, добро знаете, тоа веќе неколку пати го имаме кажано, дека за да се случи еден историски настан, потребно е да има повод, причини и последици, односно, за да се знае историскиот настан, потребно е да се знаат поводот, причините и последиците со цел да се разбере истиот историски настан. Така, за потпаѓањето на балканските земји под османлиска власт постоеле причини, тоа да се случи, па така наша задача е да видиме кои се причините кои што ќе доведат до тоа турците османли да освојат толку голема територија и да станат таква голема држава и таква голема сила. Сега, ние кога зборувавме за Византија од 12 до 15 век, кажавме дека посебно 14 век е карактеристичен за Византија поради династичките борби кои што ќе се случуваат таму. Па така, во тој 14 век доаѓа до нарушување на внатрешните односи внатре во Византија, доаѓа до граѓански војни, доаѓа до меѓусебно борење, доаѓа до меѓусебен судир, што придонело византиската држава да слабее, а на сметка на византиската држава да се зајакне османлиската империја, односно на сметка на слабењето на византиската држава да јакне турската држава која што ќе ја создаде султанот Осман. Така, слабењето на византиската империја ќе го искористат турците османли кои што ќе освојат дел од византиската територија, меѓутоа и под своја власт ќе ги подчинат и другите турски бејлуци, односно беглуци, односно султанати. И така османлиската империја ќе се проширува. Што се однесува до Византија, таа требало да биде тампон зона пред балканските земји да бидат освоени, односно за да бидат освоени балканските земји, турците османли мора да поминат низ византиска територија, што значи дека византиската територија требало практично да ги брани балканските земји, па така, со тоа што Византија ќе биде загрозена како тампон зона пред османлиската опасност, односно ќе се најде пред османлиска опасност, со тоа ќе бидат загрозени и балканските земји. Значи, можеме да заклучиме дека слабењето на Византија е една од причините за потпаѓањето на балканските земји под османлиска власт. Друга причина ќе биде таа што на Балканот нема поголема држава, туку поголем број на моќни феодалци кои за нивна жал често ќе војуват помеѓу себе, ќе бидат алчни за територии и место да се обединат за да ја отргнат османлиската опасност, тие војувале помеѓу себе. Сето ова ќе биде придонесено од распадот на Србија и на Бугарија, па така, после 1355 година и смртта на царот Душан, Србија ќе се распадне, а во средината на 14 век и Бугарија ќе се распадне на две поголеми држави,
на Трновско и на Видинско царство, односно нели владетелот Иван Александар ќе ја подели Бугарија, па така гледаме дека место здружени поголеми војски, ние имаме помали нели војски на помали владетели, кои многу често и не се обединувале, а со самото тоа представувале полесен залак за османлиската војска, односно за османлиската држава. Ова фреска е од Андроник II палеолог, намерно нели ја одбрав се со цел нели да покаже дека нели токму со него започнаа тие династички борби во Османлиската империја, со тоа нели започна подемот и на Византиската империја, а со тоа започна подемот на Османлиската држава. Ова ви е карта, нели, од Османлиската империја, ова со посветла боја, ви е територијата која што нели ќе поседуваат османлиите до 1389 година, а ова со потемна боја ви е територијата која што ќе поседуваат османлиите нели после 1389 година. Можеме да видиме дека за кратко време колку ќе се прошири Османлиската империја. Меѓутоа, треба да се напомене дека во овој временски период, односно кон средината на 14 век, османлиите имале многу мудра стратегија, многу мудра тактика. Тие знаеле дека за да освојат делови од Балканот мора да имаат база. Па така, ова тука со црвена боја е всушност првата база која што нели ќе ја имаат османлиите. Таа база нели се нарекува Цимпе, тука ќе изградат тврдината Цимпе, а подоцна нели ќе го освојат и целиот Галиполски полуостров. За Византија карактеристично е што во овој временски период, благодарение на династичките борби, Византија значително ќе ослабне и Византија ќе биде само околу Константинопол, односно околу Цариград и околината. Одиме понатаму, ние сега ќе видиме нели како Србија ќе потпадне под османлиска власт. Послед смртта на царот Душан, државата гледаме се распаѓа на повеќе помали делови. Ова било како изгледа Србија за време на царот Душан. Гледате, тоа било една огромна територија во која што нели тука спаѓа територија од Северна Грција, Бугарија, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, делови од денешна Хрватска, односно Далмација и така натаму. Но, после смртта на царот Душан, неговиот син, Стефан Урош II, нема да биде во состојба да ја задржи неговата територија и така, практично, неговата територија ќе ја разделат феудалците. Значи ги гледате овие имиња, овие граници, овие се граници кои што ќе бидат граници на феудалците. Така со оваа територија управувал Лазар Хребелјановиќ, со оваа браќата Дејанови, тука биле браќата Волгаш и Неуглеша, тука нели бил Хлапен, тука Тома Прелюбовиќ, Топија, Балшики и така натаму, и сите овие имале своја војска. Меѓутоа, гледате, се работи за помали државички. Секоја од овие државички морала да размислува како да се обедини со другите ако сака нели да се одбрани, бидејќи во спротивно представуваат лесен залак. Меѓутоа, од сите овие држави гледаме нели дека постепено нели ќе зајакнува државата на Лазар Хребелјановиќ, кнез Лазар Хребелјановиќ, и кнез Лазар Хребелјановиќ ќе биде тој кој што ќе има сила да се спротистави на турците османлии. Така, ова е српското негово деспотство, кое што практично нели ќе го поседува тој ќе успее на своја страна да привлече и некои други нели српски феудалци. И поради тоа, најпрво во 1387 година, во битката кај местото наречено Плочник, тие ќе ја декласираат, односно ќе ја поразат османлиската војска, но тоа нема да ги обескрври османлиите, бидејќи гледате тие колку напредувале.
Туку тоа ќе им даде мотив тие да подобро се организираат, подобро се екипираат, па така во 1389 година доаѓа до конечна битка помеѓу османлиите и помеѓу србите. Конечната битка ќе се случи во 1389 година во местноста наречено Косово поле, односно на Косово ќе се одигра оваа битка, затоа уште во историјата е позната како Косовска битка. Како што веќе гледате, битката ќе се одигра помеѓу србите и османлиите. На една страна ќе биде султанот Мурад I, на другата страна ќе биде кнезот Лазар Хребелјановиќ. Во оваа битка ќе успеат србите да им нанесат тешки загуби на османлиите. Дури левото и десното крило, предводени од некои српски феодалци, ќе успее да нанесе големи штети на османлиската војска. Дури имали и блага офанзива, меѓутоа тоа нема да биде доволно. За нивна несреќа кнезот Лазар ќе биде заробен, ќе биде и убиен, тука ќе се случи и еден интересен настан, кога во османлиската војска ќе упадне еден србин по име Милош Обилик, кој што ќе бара средба со султанот Мурад I, каде што наводно тој ќе му помогне за подобро да се организираат османлиите и да ја добијат битката. Таа средба ќе се случи и овој Милош Обилик ќе го искористи тоа и ќе го убие султанот Мурад. Некои српски извори кажуваат дека наводно на мечот на овој Милош Обилик имало отров со цел побрзо да почине Мурад, како и да е, и Мурад и Лазар ќе починат после оваа битка. Мурад ќе биде заменет од неговиот син Бајазид први, кој што ќе завземе власта, додека Лазар ќе биде заменет од неговиот син Стефан Лазаревиќ. Како и да е, после промените на власт, Стефан Лазаревиќ ќе се согласи со условите кои што ќе му ги понудат османлиите, практично ќе се согласи да стане турски вазал. Што е вазал? Тој управува со територијата, меѓутоа управува во име на султанот. Дел од данокот што ќе го собере, мора да му го даде на Бајазид. Ако Бајазид му побара војска, мора да му даде и војска. Така Стефан Лазаревиќ, синот на Лазар Хребелјановиќ, ќе стане турски вазал. Еве како изгледа Мурад I, еве како изгледа Лазар Хребелјановиќ. Уште треба да споменеме дека после смртта на Стефан Лазаревиќ, кој што ќе издигне државата, на чело на државата ќе дојде Ѓурак Бранковиќ, кој што некаде до 1356 година ќе задржи територијата, меѓутоа ќе почине после таа 1456 година, државата постепено дополнително ќе слабее и исто така треба да се напомене дека во овој временски период престолнина на србите ќе биде градот Смедерево, па така ославнато веќе српското деспотство ќе се најде во немилост на османлиите и конечното потпаѓање на Србија под османлиска власт ќе биде во 1459 година, како и да гледаме дека горе-долу 80 години србите ќе пружат отпор, меѓутоа на крај ќе потпаднат под османлиска власт. Што се однесува до Бугарија, за време на царот Иван Александар, бидејќи сега треба да зборуваме за потпаѓањето на Бугарија под османлиска власт, што се однесува до Бугарија, треба да се истакне дека царот Иван Александар ќе подели Бугарија на два дела, на Трновско и на Видинско царство. Со Трновското царство управувал царот Иван Шишман, со Видинското царство управувал царот Иван Страцимир. И двајцата ќе имаат проблеми, бидејќи уште во 1365 година османлиите ќе го завземат градот
Пловдив и со тоа нели Бугарија ќе се најде пред сериозна опасност. Најпрво нели ќе потпадне под османлиска власт Трновското царство, кој и претходно ќе биде во вазалски однос со османлиите. Меѓутоа, во 1393 година ќе дојдат османлиите и после, да кажам, кратка обсада ќе го освојат. Ќе продолжи да обстојува Видинското царство на Страцимир, меѓутоа после битката кај Никопол во 1395 година и тој ќе се најде пред опасност за конечно во 1396 година и Бугарија да потпадне под османлиска власт. Значи, гледате, и тука, место да се обединат и заедно да се бранат од османлиите, нели, ова разделението османлиите ќе искористат и ќе освојат Бугарија. Како што прегеска видовте, нели, на картата, и Албанија ќе биде поделена помеѓу албанските феудалци, најпознати фамилии албански кои што ќе управуваат со Албанија во овој временски период ќе бидат фамилијата Балши, фамилијата на Карло Топија, односно Топи, фамилијата на Кастриотите, од кој нели подоцна нели ќе се истакне овој Георг Кастриот, кој е познат како Скендербек. Значи, гледаме на овие неколку фамилии ќе биде поделена и Албанија, но до крајот на 14 век овие албански фамилии како вазали ќе владеат на османлиите, меѓутоа во 15 век нели и Албанија целосно ќе биде вклучена во османлиската држава. Односно, нели постепено Османлиската империја ќе ги вклучува овие албански фамилии под власта на османлиите. Дел од нив, како например семејството Кастриоти, ќе даде голем отпор, бидејќи нели ќе кренат и востанија, меѓутоа подетално за тоа кога ќе работиме за востанието на Скендербек. Од прилика тоа е тоа се што требаше да знаете за нели оваа лекција. Ние се гледаме со наредно видео и со